Функционерите ќе примаат за 200 евра пониски плати почнувајќи од овој месец. Примањата на пратениците, министрите, судиите, јавните обвинители и членовите на судскиот и јавно-обвинителскиот совет ќе бидат пониски за 10 до 12.000 денари месечно. Кај одредени категории функционери падот во платите ќе биде уште поголем. Група пратеници од водеачката ВМРО-ДПМНЕ поднесе предлог измени на 6 закони со кои се намалуваат платите на избраните и наименуваните лица во државата. Средствата што ќе бидат заштетени од ова намалување, кое започнува веќе со исплатата на февруарската плата, ќе останат во буџетот и ќе можат да се пренаменат за проекти кои се од директна корист на граѓаните, за подобро здравство, подобро образование и социјална помош. Повикуваме на широка поддршка во собранието. Ова не е прашање на партиска припадност, туку прашање на морал и етичка одговорност пред граѓаните кои ни избрале. Функцијата е служење на народот, а не е привилегија. Пратеникот Бојан Стојановски вели дека се врши интервенција во висината на коефициентите за пресметка на платите. За градоначалниците се предлага нова скала на коефициенти зависно од бројот на жители во општините. Целта на овој потекст, според Стојановски, е поправична распределба на буџетските пари, со што платите на функционерите се усогласуваат со реалните економски услови во државата. За пратениците и функционерите во извршната власт ги намалуваме коефициентите, со што директно го кратиме буџетскиот товар. За судиите и јавните обвинители предвидуваме усогласување на коефициентите со цел нивните плати да соодвојствуваат со реалните економски можности за државата. За градоначалниците, исто така, предлагаме нова скала на коефициенти зависно од бројот на жителите во општините. 6 закони ќе се гласаат по скратена постапка. Тие веќе утре ќе се најдат на пленарна седница во собранието. Според ВМРО-ДПМНЕ, законите се во согласно со уставот. Предлогот доаѓа по неколку годишни бурни реакции во јавноста, откако во услови на зголемени трошоци за живот во 2023 година функционерските плати се покачија за неверојатни 78%, односно на поединци примањата им се зголемија и за 1000 евра. Тогаш Уставниот суд ги укина одредбите за фиксна основа за пресметка на платите, со што тие почнаа да се пресметуваат според растот на просечната плата во државата, што доведе до големо покачување. Во меѓувреме коефициентите за пресметка се замрзнаа и се намалија, но функционерските плати во просек останаа исти или благо се зголемија. Сегашниот предлог за нивно подрастично намалување доаѓа по најавите за нивно усогласување согласно економските прилики во државата.